Добро. Прво да ви се заблагодарам на сите што дојдовте. Ќе гледаме да сме кратки, да не должиме многу. Знаеме дека имате и други уклучена. Ама треба поблиску. Да. Знаеме дека имате и други настани, така да ќе гледаме поконцизно да презентираме ова што сакаме. Платформата што ја изработивме е дел од проект кој е поддржан од USAID во партнерство со МЦМС. Идејата зашто и се пријавивме за овој проект беше дека со години работиме во проблематиката на урбанистичко планирање и проблемите со кои граѓаните се соочуваат. Корупцијата која владе во оваа област и паралелно исто и корупцијата која е поврзана со носењето на закони, значи зборуваме за собраниските процедури каде што се носат законите кои се основа на се. Значи, овие две паралелно теми ги одбравме, затоа што низ годините свативме дека е многу вклучно што повеќе граѓани да се вклучат активно во следење на овие процеси, активно вклучување, пријавување кон сите надлежни институции кога ќе се видат нерегуларности, поднесување на претставки, жалби, онаму каде што тоа треба соодветно да се направи. Да знаат да се прочитаат основните работи во урбанистичките, графичките прилози на урбанистичките планови, бидејќи не е потребно да се знае се што е нацртано на тој план, меѓутоа е битно да знае секој граѓанин да може да прочита што е планирано, згради од која е висина, трговски објекти, индустријски објекти. И гледавме тоа да направиме, значи на еден едноставен начин да го представиме преку едукативни видеа, инфографици, ќе кликнам прво на нив. Каде што ќе можат граѓаните да научат како оди тој процес и на носење на закони, кои се потенцијално тие места, значи ризици од корупција, да ги следат, како например законите ако се носат по скратена постапка не се објавени на електронскиот национален регистар за прописи на Република Северна Македонија, не се во годишната програма за работа на влада. Потоа која е постапката за носење на дуб, за да се знае значи ако фалат одредени чекори, да знаат кои документи да ги бараат, за да ги видат дали се согласно законските прописи тие документи или не се, да знаат кои се потенцијалните точки каде што е можна да настане корупција при овие, значи, законски пропишани чекори на носење на урбанистички планови, каде да се пријави, значи кои проблеми каде да се пријават, до кои надлежни институции, што откако ќе се пријави, кои се чекорите понатаму што може да ги превземат. Тука се исто на нашата, значи ова е све на нашата веб страница закачено odva.com.mk. Видеата се илустративни, каде што може човек, значи, само да следи, да види, да кликне, посочени се исто линкови. Дел од платформата е и местото каде што можат граѓаните да пријават корупција. Можат да пријават корупција во нивно име, каде што ќе стават име и презиме, имейл и имаат избор од менито каде да исправат пријавата. Тоа може да биде до советниците во нивната општина, кога се работи, значи, за урбанистички планови или за пратениците во собранието кога се работи за закони, до инспекторатите и Министерството за транспорт. Ако пријават со своје име и презиме, ќе оди директно преку нашата платформа до овие институции. Меѓутоа, многу граѓани не сакаат во своје име да пријават и има опција да пријават анонимно. Тогаш пријавата оди до нас и ние понатаму, значи, продолжуваме и ја поднесуваме до надлежните институции. Имаме дел каде што закачани се примери од Да, нема проблем. Има дел на
на платформата каде што се закачани приставки, жалби, пополнето анкетно ливче, како примери. Ова се конкретни примери кои ние ги имаме поднесувано, значи ова се наши приставки, наши барања до Министерството, иницијативи до Уставен суд, врз основа на кои Уставниот суд има укинато детални урбанистички планови, пополнат анкетен лист, бидејќи многу граѓани не знаат, ќе им се каже пријавете до оваа институција, меѓу они не знаат што точно да напишат, како треба формата, што треба да се пише внатре. И на овој начин сметаме, ако ги имаат овие примери, полесно ќе им биде тие самите да превземат чекори. Имаме примери, направивме анализа на случај за да видат конкретно како се одвива тој врз основа на случај, конкретен случај, од реалноста, како се одвива таа корупција во урбанистичкото планирање, кога станува за збор, колку чинители се поврзани, дека тоа е еден круг каде што се вклучени планерски куќи, градоначалници, советници, партиски изврзаности, членови на комисии кои одлучуваат во постапката на носење на урбанистичките планови. И тука имаме конкретен случај кој го имаме анализирано. Ова е случајот со добивањето на одобрење за градење на зградата која е во заштитното подрачје на споменикот војна болница, кој се доби врз основа на незаконско позитивно мислење, конзерваторско мислење. Ние приметивме таа нерегуларност, поднесовме представки, зема време, во меѓувреме се издаде одобрењето за градење врз основа на тоа незаконско позитивно мислење, и потоа настана целиот процес каде што се поништи тоа мислење, се издаде ново негативно мислење од конзерваторскиот центар. Меѓутоа општината не сака да го поништи одобрењето за градење. За време додека ги работевме овие активности, повикавме исто до граѓаните, бидејќи се истрпеа сите можности, општината не го поништува тоа одобрење за градење, иако е ништовно според нашите законски прописи. Се обративме до граѓаните до поднесат и они, значи ние го напишавме барањето до министерот за транспорт и врски, бидејќи тоа е следната инстанца кој како второстепен орган може да го поништи одобрењето за градење. Имаше доста граѓани, значи што им се презентира, како да кажам, како готов продукт, тие се волни да се вклучат. И имаше многу, значи, испратени пријави до министерот за транспорт за поништување. Ќе видиме се во наредниот период што ќе направи и каков ќе биде неговиот одговор. Анализа на случај има и за примери конкретни, закони кои се донесени и закони кои не се донесени, кои каде што има основи за корупција. Објаснати се примерите на нашата веб страна, значи може да се прочитаат кои се тие закони, како се одвивала постапката, зошто е, каде е коруптивниот момент. Во овој дел исто се претходно се на краток начин објаснати се основните поими кои се користат во собранието, објаснето е исто како да се препознае, значи кои се тие црвени знаменца кои треба да му укажат на еден граѓанин каде би бил ризикот од корупција. На информации за активно делување имаме тука ставено линкови, значи ако сакаат да ги контактираат посебно, независно, значи од нашата страница, советници со нивните контакти, имейл адреси, може да ги симнат од нашата веб страница. Исто и пратениците може да кликнат тука да следат на собраницкиот календар кога се седниците, пленарни седници, седници на комисии, материјали од закони кои нив ги интересираат или граѓански дружиња што следат одредени области. Потоа тука се сите линкови ставени на сите инспекторати кои се поврзани со урбанистичкото планирање и градење. И ставени се линкови од граѓански здруженја и иницијативи кои се ангажираат во областа, значи, на урбанистичко планирање и кои реагираат во оваа област. Тука е и водичот кој го изработивме. Целта на водичот беше на едноставен начин да бидат презентирани
Значи, сите овие елементи, водичот е конкретно само за урбанистичко планирање, значи како се носат дупови, кои се ризиците од корупција и има голем дел кој е посветен на активно вклучување на граѓаните. Се одлучивме само за електронска верзија од водичот, бидејќи живееме во време каде што грото на луѓе електронски само користат материјали и особено што ова ни овозможни на овој начин да линкуваме многу поими и да има директен линк до конкретни примери, значи ако читаат и ако видат потребна е согласност од Министерот за транспорт, да кликнат и да видат како изгледа таа согласност, што е све наведено тамо, како изгледа мислење од комисија, како изгледа решение за формирање на комисија, кои се членови на комисии, деловник за партиципативно тело, значи се тоа линкувано во овој водич, како и примерите за представки, конкретни жалби, се тоа поставено со линк во овој водич. Во водичот се објаснети чекорите за носење на еден дуб, колку што можев на поедноставен начин. Поимите се исто основните поими со кои се среќаваат во урбанистичкото планирање. Дадени се исто, тука ги наведовме што е според законот препишано, меѓутоа најчесто не се спроведува, да знаат граѓаните да реагираат и кога ќе видат дека не е објавен, например, урбанистички план, обично само графичкиот дел го објавуваат, законски се должни и текстуалниот и нумеричкиот да го објават, да знаат каде да пријават, дека се пријават до Државен инспекторат за градежништво и урбанизам и да реагираат до општината да бараат, значи, тие материјали да се објават, бидејќи само на тој начин може да видат точно што се планира и како се планира. Исто и во однос на јавната анкета, најчесто граѓаните што понале анкетни ливчиња, каде што тоа е анкетно ливче, значи место каде што ги внесуваат своите забелешки, ги доставуваат. Законски општината е должна да им достави извештај што се прифатило, што не било прифатено, нивната забелешка, ако не била прифатена, зошто не била, ако е прифатена, да се објасни дека е прифатена, и тоа не се случува, значи не се известени. Да ги знаат, значи, кои се законските права, што треба да се објави, што треба да добијат ако поднесат нешто, во кој рок треба да им се одговори, исто и во однос на инспекторатите. И тука се објаснети, значи, сите начини на кои можат да објаснети се ризиците од корупција при носење на дуб, значи влијанието на градоначелниците кои ги назначуваат членовите на комисиите. Најголемиот проблем останува при урбанистичкото планирање и сите проблеми кои потоа се јавуваат е што најголем дел од плановите се финансирани од приватни инвеститори, приватни лица, и тука станува, од почеток станува главниот проблем. Во делот што е посветен за нивно активно вклучување, значи дадени се, само да стигнам до тој дел, изгледа го прескокнав, или тука е, да, тука е, дадени се точно секаде каде може да се вклучат во партиципативното тело за урбанизам, значи како може да се вклучат, дека има јавен оглас, колку време тече, дека може да се вклучат со забелешки додека трае јавната анкета, да поднесат жалба ако не е спроведена стратегиската, значи сите инстанции каде може да се вклучат како граѓани, дадени се начините кога да поднесат жалба, каде може да поднесат жалба, лобирањето до советниците, пошто тие се нивни представници во општините, тие се тие кои се последната бариера кога се носи еден урбанистички план, барањето, значи, до советниците да не го донесат одреден урбанистички план, ако се до тогаш не профункционирало. И на крајната инстанца тука е дадена, ако еден урбанистички план е донесен, што да гледаат, дали има пропусти во законските чекори, даден е пример за поништување иницијативи кои се поднесени врз основа на кои се поништени урбанистички планови, тоа е последната инстанца.
Она што можам да кажам, што дополнително изработивме и амандмани, значи предлози за измени на сегашниот закон за урбанистичко планирање, што ќе доведе до зголемена транспарентност и намален ризик од корупција. Ќе ги поднесеме во понеделник, тоа е првиот работен ден кога се враќаат пратениците од одмор во собрание, ќе ги поднесеме во понеделник во собрание и ќе видиме понатаму што ќе се случува, дали ќе се усвои нешто од тоа и како ќе биде. Сакам исто само да напоменам една работа која е многу битна. Во овој процес, што ние лично сме го искусиле, каде што ги користиме законските можности, кога ќе најдеме одредена нерегуларност, да реагираме и да делуваме. Конкретно за примеров за зградава што е кај позади поликлиника Брукуре што се гради во заштитното подрачје на војна болница, се случија закани. Значи, добивме закани, наша советничка, што е член исто на одва иницијатива, доби телефонска закана, каде што и беше кажано да престане да реагира, да се престане со секаква реакција, затоа што ќе силуваат кирката и затоа што знаат, они како што нашле телефон, како што нашле, знаат кај работи, знаат кај живеа. Значи, со такви закани се случуваат, можете да замислите, значи, и други граѓани, поради што многу граѓани не сакаат јавно да делуваат. Заканите беа пријавени во полиција, нема исход од тоа, бидејќи бројот е еден од тие броеви што се очигледно заимени, значи името на кој е регистриран бројот е непостоечко и не може, значи, да се поврзе кое лица било за заканите. Тоа сакав да го спомнам како битен момент, зашто и многу луѓе не се осудуваат јавно да реагираат, затоа има и постои кај нас анонимно да пријават, а потоа ние да превземеме. Уште нешто? Мислам дека тоа. Опреки тоа е тоа. Ако имате некои прашања? Да. Па зголемена транспарентност, бидејќи транспарентноста секогаш е поврзана со намалување на корупција, затоа што кога можете да видите одредени документи на време, можете да реагирате. Конкретно е информацијскиот систем и урбанизам и сега во законот е одредено кои делови, кои постапки треба да се јавни. Тие јако законски е пропишано да се јавни, одредени, значи, само нацрт планот, планската програма треба да е можно секој граѓанин да ја види, меѓутоа тоа не е овозможено. Иако законски е пропишано. Тоа не е доволно, значи, иако и ова што е пропишано не е спроведено, тоа не е доволно, потребно е да се објави целата постапка транспарентно, што само тие што се внатре, значи, во институциите и советниците имаат можност да ја видат како оди целата постапка, сите документи, мислења кои се добиени за планот, затоа што само на тој начин може на време да се реагира и да се види дали има некоја нерегуларност во одредени мислења кои се дадени, може би конфликт на интерес, членови на комисии. Тоа е све во и урбанизам. Таа е, значи, тој информацијски систем кој сметаме дека треба да е отворен за граѓаните да можат да ги следат, буквално отворена да биде постапката за сите граѓани. Значи, тоа е еден дел, другиот дел е во, сметаме дека со менување на начинот на гласање во советите на еден урбанистички план, сега е со просто мнозинство. Сметаме дека двотретинското мнозинство ќе доведе до подобра ситуација, бидејќи најчесто партиски се гласа и ако навистина, ако е поврзаност на партијата со одредени инвеститори, едноставно ќе се изгласа тој дуб, иако другите советници имаат против или граѓаните, ако се бара двотретинско мнозинство, се намалува ризикот, се бара поголем, значи поголема сложност и од повеќе партии, за да се изгласа еден дуб. Бараме исто за членовите од комисиите, Комисијата за урбанизам и стручната комисија која одлучува кои забелешки од јавната анкета ќе се пријават, ова ќе се прифатат или нема да се прифатат.
сметаме дека ова мора да е транспарентно, да се знаат тие членови кои се дека треба да бидат со јавен оглас. Значи прво да има јавен оглас, градоначалникот да не ги бира, туку советот да ги бира овие членови, каде што со нивните биографии ќе се знае кои се и што се. И тоа јавно и транспарентно ќе биде објавено на веб страниците. За вон село, мислам дека ги стави да се гласат на совет. На совет. Да, значи градоначалникот да не ги бира, членовите на комисии да не ги назначува, туку во совет да се бираат. Има уште неколку измени, али Урбанистички планови вон село да се гласат на совет или што беше? не, тоа е гласано само за утврдување. И до прецизирање на нешто што не е баш јасно во законот, каде што се зборува за утврдување на законите во совет, дека потребно е да се гласаат. Значи, кога се зборува за утврдување на плановите да се гласаат. Добро, што колку не биде да непадне измени, затоа што еве конкретна разврска за инвеститорот, каму интензивно се гради. Градоначалникот не сека решението да го прогласи за ништовно. Да. Значи, тоа е крајната дистанца, граѓаните може да стражават, очигледно тоа не допира до никој, инвеститорот си гради, време или време си продава станови, Да. значи како да се заштитат граѓаните и што покажуваат вашите анализи, кои се по-корумпирани градоначалниците или советниците на општините? Се исто. И едно и друго. И едно и друго покажува. Конкретно и искуството на наши советнички во советот покажува дека корупцијата е буквално на секој ниво. И дека тоа е еден ланец на изврзани луѓе, не е индивидуално, значи најчесто не е како инцидентен, изолиран случај. А за случајов конкретен, последната инстанца сега е министерот за транспорт. Значи, тоја има надлежноста, законска надлежност, да може да го поништи одобрението за градење, кое е навистина ништовно во случајов сега, и ќе видиме што ќе направи. Понатаму нема, значи, до сега таа последна инстанца која чекаме сега да видиме што ќе се случи. Со оглед на хаосот во урбанизмот во Скопје, дали сметате дека потребно е да се донесе посебен закон за урбанистичко планирање на Скопје? Дека проблемот треба да се реши од корен, не треба ни да се забрани во една општина да се гради, во друга да се гради. Мислите дека ситуацијата е повеќе од зрела, со оглед на тоа дека изгледа не се почитуваат законите, повторно се градат згради, пошто реков дека воена болница и повторно ништо не е преземено, и дали сметате дека ситуацијата во моментот е толку зрела што треба комплетно да се донесе нов закон за урбанистичко планирање само за град Скопје, кога што ќе стават некои нови насоки, некои нови планови како да се развива право во наредните 20 години, затоа што ништо не се решава во една општина се забави, тогаш во друга да ќе има урбанистички кампси, или во Ѓорче, во Киселов, во Газимава, не се решава проблемот со забрана за карпуши центар, како што е изјавил министерот на една средна Да. И дали би инициирале ваков нов закон за урбанистичко планирање само за град Скопје посебно? Вака, во однос на законот треба да е еден за цела држава како урбанистички платов. Но, само да кажам, урбанистичкото планирање на ниво на град Скопје и како на што е на ниво на други градови се регулира со ГУПот. Генералниот урбанистички план е тој што треба да одреди. Со тоа што во претходниот, например, конкретно сакам да кажам, големи проблеми што се јавија со тој ГУП, што е се уште на сила, бидејќи го немаме уште новиот ГУП, тие линиски центри што се дозволија, тоа значи како зградата на Настел, ако знаете, се ги кулите кај Holiday Inn, значи што се градат. Тоа све се смета за линиски, така наречен линиски центар. Тоа е зграда до булевари, големи, значи, сообраќајници, што не влегува воопшто во параметрите кои се предложени од ГУПот, и исто параметрите, значи во ДУПот, жителите не влегуваат. Ако да речеме ГУПот рекол само 2000 жители треба да има во таа четврт, и се вие може да имате 6000 жители, затоа што 4000 се во тие линиски центри, и тоа е законски, значи тоа не сме, значи измените треба да бидат такви. Да не смеат линиски центри да има, значи и деталното планирање со ГУПот. Вториот момент, ние апсолутно не се согласуваме со тоа забрана за граѓање во карпуш или во центар и сметаме дека урбанистичкото планирање на ниво на град Скопје треба да е централизирано.
а не секоја општина да носи и онда хаотично и главниот проблем, пак ќе го потенцирам. Суштината на проблемите што ги имаме е што урбанистичките планови, деталните урбанистички планови се изготвени врз желбите на приватни инвеститори. Значи, тие си ги плаќаат планинските куќи, они им ги цртаат плановите како што тие си сакаат, потоа поминуваат партиски, се гласаат во советите, и кога ова би го правеле државни институции, значи во законот има јавни установи за урбанизам, кога значи би имале ние такви државни институции кои би го вршиле планирањето, многу од овие проблеми не би ги имале ние. Може да надополнам. Значи, ја континуирано го повторувам при секоја изјава. Ние немаме закон за просторно планирање. Дајте луѓе, имаше најава, нека се донесе закон за просторно планирање и нека се забрза носење на нов ГУП. Нема потреба од централизирање само за град Скопје. Нека се донесат закони. Ние немаме Агенција за просторно планирање не може да постапува бидејќи нема закон по кој што треба да работи. Тоа е основниот проблем. Ние имаме тотален хаос. Не се решава со нови закони, него треба да се донесат тие што сме ги укинале на некој начин. Јас баш сакав тоа што кажа околу генералниот урбанистички план, знаеме дека формално тој доцне, дека требаше да се почна сега, беше тоа партиципативното тело, доцне доцне не знам сега до каде е. Тоа ми е прашањето. Имате ли увид некој што се случува со генералниот урбанистички план, зашто ние граначеницата Даниела Лазарска тешко добиваме воопшто информации, целиот тој процес е некој трајно иде важен план за работокот на скелетот на градот. Да, за жал немаме и ние информации, исто имаме лошо искуство во овој мандат на град Скопје, што едноставно се што сме побарале како информација не сме добиле одговор. Значи не добиваме одговори, не знаеме до каде е постапката. Знаеме само, клучно беше за овој ГУП, што повеќе јавноста да е вклучена, како стручна, така и широка јавност, за навистина да не донесеме лош ГУП како што беше претходниот. Бидејќи ГУП каде што постојат клинички центри е катастрофален. Да не зборувам значи за други делови. Немаме значи информации, не знаеме до каде. Сега да прашам околу репите министер за транспорт. Ви платихте барем ако не се лажам што минатата недела. Него дали нешто воопшто е недела дена некако Не. Сега ние ќе чекаме рокот, законски рок во кој треба да даде одговор. Сега ќе видиме, значи прво очекуваме во рокот месец дена, ако не е во рокот онда 60 дена е крајниот рок. И тогаш ќе поднесеме пристапка до Државен управен инспекторат, ако не добиеме никаков одговор. И ќе видиме тогаш што. Меѓутоа очекуваме дека нема да има потреба од такво нешто, дека министерот ќе одговори, не само што ќе одговори, него ќе постапи и ќе го понесе одобрението за градење, затоа што ги има буквално сите законски основи за тоа. Колку платформа навистина ќе донесе кон таа борба со корупцијата, имајќи го предвид фактот дека следот сите ние ги научите дури и законите, членовите, алинеите и така натаму. Фактот дека законот овозможува на секој правно и физичко лице да ангажира планинска куќа, да го нацрта на деталниот урбанистички план по апетитите на самите инвеститори, на жал така, и имајќи го предвид фактот дека најголемата манипулација е повеќе пројавна анкета, каде што веќе доведени сме сите пред стршен чин. Имаше ситуации кога комисија за урбанизам реагира на планерската куќа дека дечки овој параметар на густина на население не ви кореспондира со генералниот урбанистички план, ќе наруши сообраќајната мрежа. Имаше многу детални ситуации каде што планерската куќа не е постапила по забелешките на комисијата за урбанизам, го води процесот по барање на инвеститорот, при тоа законот го штити, со мрежите за корупција растат и сите нас. Имаше ситуации кога антикорупцијска беше активно реагираше, има предмети во прекистарна поставка кои што се во обвинителство за организиран криминал се уште се водат. И ако се
земе во предвид целата таа една констелација, ќе видиме дека се доаѓаме до една нихилистичка ситуација, каде што секој еден граѓанин губи верба дека може да допринесе кон таа борба со корупција, ако законот, ако на крај се сведеме на тоа дека се е согласно закон. Епа не е се согласно закон. Сите овие случаи, например, и укинување на урбанистички планови од страна на Уставен суд покажа дека не било се согласно закон. Во случајот со позитивното издадено позитивно конзерваторско мислење, што е услов за добивање на одобрение за градење, испадна дека не е согласно закон. Значи, кога малце ќе се, и затоа е битна транспарентност, сите документи да бидат достапни на јавноста. Кога ќе се види тој документ, се гледа дека, издала е согласно закон позитивно, ама го гледате документот и гледате дека не е законски тој документ. Суштинските елементи кои требало да ги содржи, ги нема. И за тој случај конкретно јавно обвинителство за издаденото позитивно конзерваторско мислење, јавното обвинителство има постапка отворено, која е во тек. Значи не е се согласно закон. Кога се надминуваат параметри и не се усогласени дупот со гупот, не е согласно закон. И да не редам колку други елементи. Се додека ние не смениме и го укинеме тоа, според нас не сме да има, значи, приватно лице да може да финансира детален урбанистички план од почеток до крај и да има збор во сите чекори на вносењето, значи, на тој план и дека потребно е од државни институции да биде направено планирање, ако навистина сакаме и тоа што е останато да не дојде до комплетен хаос до крај. Значи, додека не се направи тој чекор, да дојдеме ние до тој чекор, нас не е потребна установа која ќе може да го врши. Ние немаме таква, ние не можеме да бараме сега нешто што не постои. Во законот сега е дадена таа законска основа, ама ние немаме таква установа сега. И се додека тоа не се случи, потребно е граѓаните да бидат активни. Друго, ако се здружат граѓани, ако има протести, гласни се, поднесуваат голем број на забелешки при јавни анкети, има резултат. Не е тоа така, бидејќи советниците кои се исто дел од партиите и партиски гласаат, битно им е после кој ќе ги гласа на избори. Па не им е сеедно ако има група на граѓани кои се буни со аргументи, со конкретни, значи, забелешки зошто и како, и има ефект. Не е дека нема ефект. Тешко е и навистина е многу лоша состојбата и затоа беше ова некако да ставиме, да помогнеме на наш начин, она што ние низ годините сме го научила, да го пренесеме на други, на едно место да можат да ги имаат сите информации и да можат на крај да поднесат, ако не до институциите, до нас, па ние да превземеме. Само кога реков се согласно закон, мислам на најчестиот одговор легалистичкиот, особено кога штимите ќе ви кажат се согласно. Епа не е така. Епа не е така. Не е така, се согласно. Законот овозможува суспензија на целен на дел од урбанистички план. Да. Било пред комисијата како постапи во транспортни врски во случај со центар. Да. Како мислиме по таа борба со корупција, не ние како новинари, туку општеството, да може да добие некако цврст момент дека на вистина овие сомнежи кои што се искажани се доволен поткри за да се прикаже дека некој работи во нечи интерес. Па и ние и вие. Сите Сите заедно. Да, јас заедно, ќе се да. надополам само на Татјана. Нема потреба. Постои мислење дека ако е притисокот индивидуализиран, дека тој е мал, е слаб. И тоа е некако нешто што се провлекува во сите овие институции. Навикнати се да нема притисок, некој ќе ги чепне, малце ќе ги раздирма и од прилика тука завршува се. Меѓутоа, ако сме ние организирани, еве како што велите, значи прво треба да сватат дека ние знаеме да читаме закони и дека кога ќе каже дека се е според законските одредби, а гледаме дека не е, значи треба да кажеме дека не е. Затоа е многу важно ова здружување кое што е не контра институциите, туку како некаков граѓански отпор, да кажам, или во наводници, во кој што ја имаме експертската јавност, значи тука се инволвираат и архитекти, градежници, така натаму, меѓутоа зборувам за тие кои што се
професионални во тоа што го прават, граѓанските здруженија, невладините организации и исклучително важно е да имаме вашата поддршка како што имаме до сега и затоа сме навистина многу благодарни, бидејќи многу од притисоците кои што сме ги правеле врз институциите сме ги правеле заедно, значи граѓаните заедно со медиумите. Така што кога тој притисок ќе биде поинтензивен и ќе биде подолгорочен, не може да нема ефект, бидејќи никој не е имун на константен притисок, особено ако тоа што го прави не е во согласно со законите. Имам уште прашање? Мислам дека не. Ете пак ја кажам, јас ви благодарам уште еднашка на поддршката и вашето присуство тука е поддршка за се што го правиме. Ви благодарам за доаѓањето денеска и се надевам се гледаме наскоро за некои по-ведри теми. Фала ви. Фала. Чакуле. В, да, чакуле.